Грипот само што не стигнал. На ова предупредуваат лекарите, отколку за неколку денови синоптичарите најавија пат на температурите и драстична промена на времето. Според прогнозите, од почетокот на наредната недела, поточно 22 или 23 октомври, не очекува заладување и намалување на температурите за 10 и повеќе степени. Сегашните 25 ќе паднат на 15, односно 14 степени. Ние имаме ширење, стеснување на крвните садови, рефлексии на срцето и на другите витални органи, на белите дробови и така натаму, така да сите тие рефлексии при нагла промена се активираат и даваат додатни оптоварувања на сите тие органи, ако се нагли и брзи. Единствена заштита од вирусот на грипот е вакцината. Истата се препорачува за сите, но особено за следниве категории на граѓани. Секако кардиоваскуларните заболувања, секако луѓето со хронични респираторни заболувања, како што се астмата, бронхитисот и слично, луѓето кои имале мозочни удари, луѓето со нерегулиран притисок, луѓето со шеќерна болест, бидејќи тие потешко се адаптираат од другите, и комбинација на болести, има луѓе со повеќе болести. За сега е се уште неизвестно кога вакцинацијата ќе почне, иако во Центарот за јавно здравје во Штип веќе се набавени 1000 дози комерцијални вакцини, кои ќе се продаваат по цена од 650 денари. Дополнително треба да бидат набавени така наречените бесплатни дози, но колков ќе биде нивниот број и за кого тие ќе се наменити, исто така не е утврдено. Во меѓувреме, од грипот и вирозите секој се штити на свој начин. Од гриповите С витамин, топли чаеви и многу да не јадат, да се оптеретуваат. Потопло облечени, да не се пие ладна вода, да не се јаде сладолед, за да може да се одбегне грипо. Витамини, вовошје, таква работа. Чајче, такви работи. Витамини може, ако имаш пари, ако немаш. Събарен, па една ракиишка комова и нема проблема да има после. Минатата година грипот беше со помал интензитет во однос на претходните, но како последица од него 28 лица починаа. 20 од нив беа од источниот регион. Ова е доволна причина инфлуенцата да се свати сериозно.